Италија можеби подготвува нова должничка криза во еврозоната. Главната состојка е екстра големото парче владини трошоци. И тоа во време кога земјата веќе е презадолжена. Реакцијата од Европската Унија е жестока, а комесарите на Унијата се заканија дека ќе го отфрлат пакетот, што предизвика војна на зборови меѓу Брисел и владеачките партии во Рим. И покрај меѓународната критика, ваквиот предлог буџет е популарен кај италијанците. Многумина се радуваат да ја видат промената, дури ако тоа предизвика судир со Унијата. Domenico Ciucci ocenува. Quindi credo che alla fin fine la politica che stanno portando avanti di un attacco nei confronti d'Italia senza comunque approfondire quello che è il DEF e quella che è l'analisi che l'Italia sta portando avanti. A prescindere attaccano. На ист став и Дарио Мартели. La speranza c'è, la voglia di cambiare c'è, anche perché se guardo indietro certo non rido, il passato non è florido. Други, како Лора Косетини од Рим, се песимисти за еднината на Италија. Che abbiamo un governo di dilettanti allo sbaraglio e che sinceramente sono molto pessimista sul futuro del nostro paese. Планот на владата би можело да го зголеми дефицитот на 2,4% од бруто домашниот производ во следната година, што е кршење на правилата на Европската Унија, кои велат дека силно задолжените земји мора да го намалат нивниот дефицит. Но Италија ја води коалиција меѓу популистичката Лига за Италија и анти-естаблишмент движењето 5 звезди. Според аналитичарите, ако новиот италијански буџет мине во парламентот, тоа ќе значи дека европските правила на вистина се безвредни. Во 2010 година грчкиот долг го загрижи светот. Италијанската економија е 10 пати поголема. Со речиси 2,7 трилиони долари долг, никој нема пари да ја спаси. Некои пак оценуваат дека опстанокот на еврото е повторно во прашање.